Почитуван колега, во вашиот говор кажавте дека за избор на судија во ваквиот суд особено се важни две особини, тоа е интелектуалниот и научниот композит, сметам дека така беше, но во овој случај не е тоа важно. Во овој случај е важно оној композит кој што е послушен и кој што носи нарачани пресуди, истиот овој нарав да го пренеси во Уставниот суд, за да припреми терен и кога во иднина одреден граѓанин кој што сака да го оствари своето право и ќе поднесе иницијатива до Уставниот суд, да таа истата биде или усвоена или одбиена. Односно овој нарав на ваквото судство и оваквата судика и незините навики да ги пренеси во Уставниот суд, што јас лично сметам дека е подготвување на терен за нова промена на Уставот. Гледаме што е актуелно во изминативе денови и со постигнување нови договори со нашите соседи, и сметам дека целта и ваквото насилничко туркање за именување на оваа судика во Уставен судија е само да се подготви терен за сервилноста и на Уставниот суд како последен таков браник на Уставот на Република Македонија, на кој што видовме дека во изминативе 3 години дрско беше прекршуван со одредени договори и беше против сите закони изменуван и правен по мерка на политичките вкусови на партијата на власт. Благодарам.